What's wrong? What's wrong with you? No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit the на каналот е BetTeacher Crypto. И денеска ќе направиме ажури на пазарите, ќе видиме докаде се наоѓаме. Моментално сум во Македонија, малку на одмор, па така да ова нема да имаме многу видеа, но ќе се потрудам во кратки црти да разјасниме некои работи на пазарот, што се случуваат и каде сме моментално на пазарот. А тоа ќе го направиме првично со некои кратки вести кои што ги одбрав за вас, а потоа ќе погледнеме и некоја си техничка анализа која што верувам сите исчекувате. Како што можеме да видиме дека поборовачката од ритейл корисниците почнува да се зголемува, што значи дека може да видиме уште падови, бидејќи знаете дека мнозинството на пазарот ги губи своите пари. А во меѓувреме, погледнете, ова е она шема која што всушност ја очекуваме. Од биткоин имаме две сценарии. Првото би било да го формираме ова движење тука, како B-бран, од помала фигура тука, да отидеме во C и тука да го направиме тука дното во октомври, бидејќи историски гледано токму во октомври сме го правеле тоа дно на пазарот, она главното, а подоцна сме имале и некои ликвидации. Секако тука останува простор за некој си странично движење и подоцна да продолжиме нагоре. Доколку тоа е планот, доколку не, може да видиме уште еден така наречен пети бран, што искрено не верувам дека ќе се случи моментално според оваа ситуација на пазарот и веците кои што ги гледаме моментално. Сега за сега останува тоа сценарио кое што веќе го кажавме неколку пати, што значи дека очекуваме придвижување до оваа цена и тоа да се одложи потенцијално до крајот на октомври. Може да добиеме некој потенцијален раст тука во веб-бранот за подоцна да го ресетираме повторно тој сентимент, но мислам дека вестите на пазарот не дозволуваат тоа да се случи. А доколку погледнеме НУП, историски гледано, секогаш сме го маркирале дното, кога сме биле во оваа зона тука. Погледнете, ова е класичен V-shape формација која што подоцна резултира со поголеми цени. Моментално не сме на едни од најниските нивоа, што значи дека очекуваме уште поголем пат. Дали ќе биде голем или мал, или пак овие индикатори ќе се ресетираат само со странично движење и ликвидирана позиција, не можеме да знаеме, но сега пазарот е многу досаден, каде што луѓето се откажуваат, а овој индикатор всушност ни покажува каде би можело да се формира дното. Тука моментално сме во формирање на дното, каде што овој прозорец, така наречен временски прозорец, е отворен моментално и веќе сме неколку месеци во него, што значи дека ова е bear маркетот кој што го предвидовме одамна, а сега всушност воспоставуваме дека тоа е вистинскиот. А оваа слика сигурно сте ја виделе и ова е производ на ритейл секторот, што значи дека оваа слика нема врска со економијата, но ова е некаква си фаза каде што имаме ротација во алткоините и во помалите и во поголемите маркет капитализации од кога биткоин ќе го направи тоа. Но ова не мора да биде сигурно, како што тоа веќе го видовме, така да ова е сликата каде што голем број на луѓе се измаме. Не велам дека ова нема да се оствари, но всушност ова не е некое правило да го имаме, како што имаме одредени правила во економијата. Ова нема никакво правило тука, ова е само производ на ритейло, што значи дека би можело да се случи, а и не мора да се случи. И доколку ви погледнеме и претходните циклуси на биткоин, моментално ќе видиме дека сме на пола пат всушност до формирање на тоа циклично дно, кое што секогаш се испоставувало да биде околу временскиот период во октомври тука. Тоа значи дека очекуваме уште движења странично и падови, можеби поголеми тука, да го направиме тоа дно како што претходно го правевме во
2022 година, а сега доколку погледнеме тука во однос на деновите кои што биле поминати од врвот до дното, ќе видиме дека имаме околу 1856 дена, подоцна тука во следниот циклус имаме 1796 дена и моментално тука ова е периодот околу октомври, декември би имале околу 1800 денови. Сега не знаеме точно да измериме, но од прилика и овој индикатор ни покажува дека дното би требало да го добиеме во следните месеци. А сите оние што го следат Фед чај, погледнете, имаме неколку сценарии за Фед. Доколку се биде во ред, можно е да добиеме странично движење тука, како што веќе го добивме, мал пробив тука, да не го пробиеме ова дно, повторно се вратиме, повторно странично движење и да изгубиме време, за да ја поминеме оваа тренд линија можеби, или пак ова нешто да направиме, да го формираме тој скор бран кој што не би требало да пробие од тука моментално, но и да пробие тука повторно би акумулирале, затоа што сме во исчекување на оваа фаза. А доколку погледнеме, ликвидноста расте на сите берзи, а не ја гледаме таа ликвидност на пазарот затоа што имаме голема неизвестност на пазарот. Кога ќе имаме известност која што ќе се врати, ќе знаеме некои работи што се случуваат во економијата, бидејќи и големите играчи всушност не знаат што ќе се случи, ликвидноста ќе се влее во Биткоин, а и во крипто секторот, бидејќи веруваме дека тоа е всушност иднината. И доколку погледнеме, ево го Нифти, можеме да видиме дека всушност и еден од најголемите индекси паѓале за подоцна да имаат поголем раст, 29%, 30%, но погледнете ги и растовите. Имаме 159% тука, а пред тоа сме имале 64% корекција и тоа во една од најголемите финансиски кризи. Подоцна 2022 година минус 38%, за подоцна да додадеме околу 220% за овој индекс, што значи дека корекциите се многу нормална работа. А овие он-чейн метрики ни кажуваат дека моментално сме многу блиску до дното, овие индикатори се ресетирани, како што можеме да видиме тука, сме поминале уште некое време странично за подоцна да го направиме ова, а верувам дека всушност и би го правиле подоцна ова, бидејќи тука сме моментално на ресетирање на овој индикатор. А сега да го погледнеме графиконот, немаме некои измени и нагли движења, како што кажуваме, досадно движење. Многу луѓе се откажуваат на пазарот. На дневниот период веќе би можеле да имаме ресетирање на овој индикатор, што значи дека на дневно ниво би можеле да очекуваме можеби повторно пат. Цената каде ќе одведе за сега не знаеме, ова е нашата зона каде што ќе ја чекаме. Секако и оваа зона да доколку ја сачекаме тука и дојде и пробие, може да се задржи неколку дена за да го исфрли ритейлот и сите луѓе кои што мислеле дека тоа се случува, но моментално имаме, погледнете, ресет на индикаторот на RSI, а имаме и oversold услови тука за овој индикатор, магди моментално е во нагорна линија. Секој би може да очекуваме некој мал пат за да се ресетира овој индикатор и подоцна да продолжиме нагоре. Доколку погледнеме овој графикон тука имаме USDT доминацијата. Погледнете, имаме трет бран, односно трето движење кое што моментално се остварува и на дневно ниво очекуваме ресет на овој индикатор, што значи дека би можеле да очекуваме движење надолу за Биткоин, а нагоре за USDT доминацијата. Доколку го ставиме на неделно ниво, ќе забележиме дека немаме никаква слабост на индикаторот. На месечно ниво исто така огромни зелени свети и продолжуваме нагоре. USDC доминацијата исто така во нагорна насока. Биткоин доминацијата полека се формира и веројатно во следниот период ќе пробие во ова, ќе пробие од оваа тренд линија. S&P 500
Погледнете, моментално имаме враќање на пазарот полека, но дали ово формирање на врвот искрено изгледа формирање на врв. Ова е некоја си фаза на дистрибуција, можеме да добиеме можеби некој движење нагоре тука и да го направиме само ова. Но сега за сега тоа не е случај и треба да почекаме доколку пробиеме на врвот, остануваме булиш за S&P 500 и очекуваме уште поголеми цени, доколку не остануваме во оваа положба, така наречено странично движење тука. Златото моментално го формира тој бранд кој што ќе се придвижи во day cycle моментално, а доколку погледнеме сет, моментално имаме движење на цената повторно надоле. Ова ќе го гледаме на месечно ниво, бидејќи тука сме на долгорок. Погледнете. Овде имаме придвижување повторно на ова месечно ниво тука, нагоре, што значи дека оваа цена била абсорбирана од купувачите. Сега ќе продолжиме и со техничка анализа на алткоините и ќе продолжиме со Ondo. Моментално, погледнете во чартот на Ondo, имаме ресетирање тотално на овој графикон моментално и ќе поставиме една тренд линија тука да видиме каде би можела да се движи оваа цена. Погледнете, што значи дека би имале некој си простор за акумулација моментално, бидејќи сите цени се на едни од најниските нивоа. На месечно ниво, бидејќи млад коинот, немаме податоци на овие други индикатори. Сега за сега оваа се огромни фази на акумулација тука. NIR протокол моментално на еден од најниските нивоа на кој што се наоѓал. Погледнете, ова движење моментално, додека не го пробиеме, може да имаме само странично движење, за подоцна кога ќе пробиеме да имаме уште поголемо, веројатно ова се акумулации и на месечно ниво можеме да забележиме дека овие индикатори се ресетирани моментално. Пол исто така поради преименувањето на овој коин имаме многу млад графикон, така да не можеме ништо да кажеме, едноставно што имаме само волумен тука, што значи дека имаме некое абсорбирање на ова дно и моментално атом моментално, погледнете, од $46 моментално е на своите најниски нивоа и погледнете, имаме тотално ресетирање за овој коин моментално, ги поминал и овие дна тука кои што биле предходно. Тоа значи со постојано на тренд линија тука, значи дека имаме уште време за акумулација тука моментално. KuCoin моментално, ова е токенот на KuCoin менувачницата. Ќе поставиме сега една тренд линија тука која што верувам дека ќе биде точна и моментално се движиме кон неа. Го ресетираме овој индикатор и моментално можеби се вакви нешто движења 1 А, Б, С, 3 тука и ево го четвртиот кај што го формираме ова и може петиот да заврши многу погоре. Така да тука воопшто едноставно нема што да гледаме. Погледаме, огромен пат моментално, нема што да гледаме тука. Litecoin исто така нов коин со поголеми маркет капови тука. ENA USD моментално, погледнете, корекција и ресетирање на сентиментот надолу. Каспа моментално е во фазата на корекција. Ќе поставиме една тренд линија. Имаше огромен bull run во претходните години. Со пробивање на ова линија очекувам да имаме формирање на тоа дно, бидејќи индикаторите моментално се многу ресетирани. Quant, ево, класичен, можеби втор бранд кој што е странично движење, имаме ресетирање на тој сентимент, огромен раст предходно, погледнете, од 0,157 до своите $400. Ова се огромни профити, искрено.
што се направени од 2018 година кој држал до 2021 година, така да очекувам нешто вакво, можеби утеднатка. Сега ќе видиме што ќе се случува на пазарот. А се надам дека вас информациите ви се допаѓаат, затоа претплатете се на овој канал доколку гледате вредност во него и споделете го со вашите пријатели. Се гледам во следното видео. Поздрави! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.